пријател на вашата канцеларија. Стил и елеганција во просторот. Ханза керамика. Нов карактер во вашиот дом. Моќна првосмукалка со воден филтер, шмукува течности, чисти со пареа, професионално пегла, дезинфицира со пареа, го навлажнува воздухот со аромотерапија. Туто Луксо, 6 функции во еден апарат. Од Цептер. Врвен квалитет, солидни цени. Макита, професионални алати кои им помагаат на луѓето. Лотулс Скопје. Како? До здраво и убаво тело, без посета на фитнес центри. Најквалитетните европски производители го опремуваат вашиот личен фитнес простор. Комплетна фитнес опрема за домашна употреба за обликување на вашето тело. Влезете во удобната фитнес облека и уживајте додека спортувате. Вежбајте, јакнете го вашето тело и живејте здраво. Bing Fitness. Здрави луѓе за здрав свет. Најголема наградна игра од Пелистерка. Уживајте во вкусот на Пелистерка кола и испратете 4 капачиња на адреса булевар Кочо Рацин 97 со назнака "Се за секого". Извлекување на 30 јули оваа година. Со 4 капачиња до гол 6-ка. Од сега Пелистерка кола во секој дом, на секоја трпеза. Здрави производи по укусу природе. Куч Компани Крагуеваc. На локација од 4 хектари и деловна зграда од 14.000 квадрати, повеќе од 400 вработени, со 40 вариетети на производи и производствени капацитети од 40.000 килограми дневно. Дистрибуција со собствени возила, 40 продавници, безброј задоволни муштерии. Ние сме Мега, месна индустрија. Си сваривте елит кафе? На здравие нека ви е. Почитувани гледачи, добро дојдовте назад во емисијата Политико. Да ве потсетам, гостин во емисијата ми е лидерот на Демократски сојуз, господин Павле Трајанов. Господин Трајанов, оваа емисија ќе трае малку подолго, бидејќи навистина со вас има многу што да се разговара. Ајде да се навратиме, ние пред почетокот на рекламите се задржавме на 99-та година, бомбардирањето на Југославија. Вие тогаш бевте министер. Исто така го објаснивме малку и случајот со 2001. Ајде сега да се навратиме малку поназад, а тоа е кога вие бевте член на она група 8 темина. Па бидејќи сега има смена на генерации, многу луѓе и заборавиле и не чуле за тоа, па ајде да не објасните кои се тие 8 темина, што улога има, што тоа сето значи. Па во Европа, во Полска, во Чехословачка и во други држави започнаа некои раздвижувања, плурални раздвижувања, па дури и на ниво на Југославија почнаа да се формираат некакви невладени организации. Тоа е 89-та. 89-та година и тогаш се договоривме неколкумина припадници на МВР да започнеме еден процес политички активности во рамките на Сојузот на комунистите и во рамките на самоуправните органи на МВР. Да започнеме еден процес во суштина преку тие форми, бидејќи тие беа легални тогаш, да започнеме процес да ги отвораме прашањата сврзани со деформациите кои што беа присутни во Републичниот секретар за внатрешни работи во службата за државна безбедност, затоа што сметаме дека треба СДБ да престане натаму да функционира како ударна тупаница на Сојузот на комунистите. Отвориме бројни прашања, деформации во МВР, од, не знам, неправилности околу набавки што се вршеа во МВР, тогаш РСВР поделба на станови, но се до монтирани случаи кои што беа за дискредитација или ликвидација на некои луѓе кои што не размислуваат така како што размислуваше Сојузот на комунистите. Тој процес беше практично, преку тој процес, кој што беше многу силен процес, започнаме ние да зборуваме за повеќе партиски систем, за плурализам во Македонија и во суштина
еден таков процес што се одвиваше во МВР, тоа беше најава на демократската пролет, бидејќи беше многу чудно, многу интересно во една строго организирана, хиерархиски поставена институција РСВР да започне вакви демократски процеси. Отворено на партиски самоуправни состаноци да се зборува за системот, за деформација на системот кој што има тешки последици по правата на граѓаните. И тогаш добивме медиумска поддршка. Прво започна медиумите што беа како што е борба, но покасно и Нова Македонија, Шолјаковски објави еден текст по повод на средба со Васил Тупурковски дека према нас, бидејќи не суспендира и не елиминира надвор од МВР, дека тоа е брутална политичка репресија. Значи започна еден демократски процес. Да, имавте поддршка од Петар Гошев тогаш? Имавме, значи, од Петар Гошев, од Васил Тупурковски, но што најважно, добивме поддршка од граѓаните, добивме поддршка од целокупниот состав на Министерство за внатрешни работи, само еден мал дел кој што директно беше поврзан со министерот, секретарот од тоа време Јован Трапеновски, тие беа околу него, се обидуваа да не компрометираат, собираа материјали, не прислушкуваа, следеа, дури во тоа време се формира една комисија, извршниот совет, во која што беше и Маневски, Тито Беличанец, не знам, и други министри од владата, да ги испитат деформациите во МВР и да предложат мерки. И че имаме жив сведок кој што присуствува на дел од тие состаноци, каде што еден од овие сега што ги споменуваме предложил да се примине за нас осомината, дека осомина не избраа мерката електрон ликвидација, значи да не ликвидираат во време. Сериозно? Да, меѓутоа се измеша работите. Јаков Лазаревски не се сложил или Лазар Кулишевски ја стопирал покасно таквата идеја да се реализира. И започнаа тие процеси демократски и тешко беше тоа таа мерка да ја реализираат. Че беше страшно во тоа време, но за малку немало да бидете во студио сега. Па за малку, значи таа подготовка или таа идеја не се реализира. Бевме кога започнаа сите тие процеси суспендирани, тргнати, оддалечени од Министерството за внатрешни работи. Покасно, значи почнаа плуралните состави во државата, се формира нови политички партии, ВМРО, ДПМН, се формира во тоа време, победина, доби најмногу поддршка од граѓаните. 33 мислам дека има. И после тоа добивме ние позиции, јас добив, значи, инаку во тие осомината во суштина бевме ние тројца активни. Може би стратегијата за сите случаи, бидејќи ги подготвувавме, не беше тоа спонтано. Директно од двајца тројца ја подготвуваме стратегијата, јас, Слободан Богоевски и Александар Надиневски, затоа што знаевме од искуство дека не може ништо случајно, спонтанитет нема, него се треба да се подготви. Александар Диневски рекавте? Да. Јас со него се допишував на Facebook, не сум знал дека е тоа Александар Диневски. Да, он беше од почетокот вклучен, покасно се вклучи и Гроздан Цветковски, Боге Станоја, Миле Лиевски кој почина, Беџет Беџети, Јован Чамински, некого да не заборам, што после се избра тој состав од страна на министерот за внатрешни работи од сите средини за да тоа превентивно и да делува да се стишат активностите на Сојузот на комунистите, на другите органи што функционира во Републичниот секретар за внатрешни работи, но дојде плурализам, значи тоа е демократската пролет, ако некој најавија припадници на МВР. Али имавме силна поддршка, како што нагласив пред малку, од сите припадници на полицијата, затоа што веќе се чувствуваше секаде во државата, во Европа зборувам, во Југославија, дека ќе започнат нови процеси, само во Македонија не. Ако сега само да споредите, зашто ние сме се залагале, бидејќи имаме интервју, имаме настапи, до нас пишуваат колумни, пишувале текстови кои сега изиграваат демократија, тогаш предлагаат да не стрелат. Кои се тие? Па не сакам да ги спомнам, ги се некој од нив сум постојано се тужиме. Не сакам да ги спомнам. Мислам дека знам на кого мислите. Така да, значи во тоа време беше херојство да се појави со такви идеи за плурализам, за самостојна држава, а не сега после 20 години да редефинираш историјата, да тврдиш дека ти си бил за самостојна Македонија за плурализам, а тогаш барале друго, Социјалистички сојуз да биде главен и не знам. Ми кажавте многу интересен момент тоа дека сте имале судири со ЈНА тогаш како МВР. Значи после плуралните избори
Јас бев назначен од владата на Никола Клюсев за подсекретар за јавна безбедност, Слободан Богоевски подсекретар на државна безбедност и сите други, бидејќи беа добри професионалци, добија соодветни позиции и места. И за наша среќа, можеби среќа за целата држава, започна процесот на подел во Југославија и тогаш со гордост можам да кажам дека МВР ја одига најсуштествената одлука на процесот на осамостојување. Само да ви спомнам неколку работи. Прво, се организиравме, подготвивме планови за преземање на касарните кај што беа сместени. Словенско